Колку често претходна травма може да допринесе за повисоко ниво на стрес и слично, како тоа може да се препознае, како влијае? Па може да влијае на многу различни начини. Генерално јас со траумата како состојба најмногу можеби работам, баш поради тоа што сметам дека гешталтот е фантастична алатка за работа со траума. Меѓутоа, на пример, еве ви прост пример да кажеме, имате еден возрасен вработен кој што има потешкотија да направи презентација и да презентира пред колегите, пример. Него презентирање му е извор на стрес, изложување пред група на луѓе кои што го слушаат и гледаат во него му представува извор на стрес. Тоа не потекнува од самата група на луѓе кои што го слушаат, туку тоа потекнува од некое негово минато искуство, негативно, во кое што бил на такво слично место и можеби бил потенцијално исмеван, навредуван, не се почувствувал добро, му се случило некоја ситуација во која што се посрамотил и така натака. И самото тоа искуство трауматско кое што живее во него како една, да кажам, психолошка рана, прави проекција на истото чувство во сите следни ситуации во кои што ќе види нешто слично. И, например, ние можеме да гледаме во вработениот дека, не знам, нема презентацијски вештини, ама всушност не зборуваме ни за презентацијски вештини, туку зборуваме за трауматско искуство кое што во позадина стои и влијае на него да он има проблем со експонирање, проблем со пројавување пред други луѓе и така натака.